Традиционалните народни инструменти се есенцијален дел од македонската фолклорна музика и се користат за изведба на мелодии и композиции што го одрезуваат богатото културно наследство и традиција на македонскиот народ. Гајдата, тапанот, тамбурата, кавалот го символизираат богатството на традицијата и наследството на Македонија. Тие ја пренесувале духовната и културна традиција на нашиот народ, неговите таги, радости, копнежи, предизвици. Во нивниот звук има повеќе вистина отколку во 1000 спорови. Кога ќе се засвири на нив, и планината молчи и слуша, и сонцето се смее, и небото плаче. Саше Митев е влюбеник во македонската традиционална музика. Тој е вокалист и инструменталист. Свири кавал и гајда. Не се кревај на големо јо, пано Јованке, барем да си од колено јо, пано Јованке, биле шарено, ја елај ми на колено јо, пано Јованке, опетнај ми Од каде кај вас љубовта кон кавалот и гајдата? Желбата и љубовта кон овие традиционални инструменти во мене е вродена уште на моите 4-5 години, уште дека бев мал. Мојот татко свири на традиционално мало инструментче кое што се нарекува дудуче, некаде ние го знаеме како сворче. И така, желбата е пренесено од моите родители, мајка ми исто така има добар слух, добро пее, па така, желбата е пренесена од моите родители. Сакам да кажам, на некој начин, можеби од татко ми го носам генот на свирењето на овие традиционални инструменти. Што овие инструменти представуваат за вас? Овие традиционалните македонски инструменти лично за мене представуваат нашиот корен, го представуваат нашиот ген. Преку кавалот, преку свирењето на кавалот може да се искаже македонштината на секој македонец. Инструменти кои што живееле, обстојувале на овие простори уште многу одамна, па еве сега се продолжува оваа традиција да се негува и да се живее. Кои емоции полесно се изразуваат со кавалот и со гајдата? Ова зашто македонскиот народ и се радува и тагува со... Така е, да. Како што добро кажавте, со македонскиот народ со овие инструменти се радува и се тагува. Па еве, може да кажеме дека по самиот тонски амбитус на инструментите и по самата структура на овие традиционални инструменти, кавалот има таква некоја поелегична, секој пат кога се свири на кавал се свират некои по-мирни, поелегични мелодии, па и повеќе тага може да се искаже преку кавалот, преку таа молска варијанта, молска скала и тој низок познат за нас кавалџиски звук, додека гајдата има поведар и повесел карактер кој што еве да речеме ако земеме на сред село кое што биле сите собори, секој пат било орото застапено со гајда и тапа. Кавалот е за нас добро познат како овчарски инструмент, кај што човекот овчарот цел ден си е на планина со своето стадо и си свири на кавалот да си ја смири душата. Така некако тако можам да го објаснам. Каков е интересот на помладата генерација за македонските традиционални народни инструменти? Со гордост можам да кажам дека во последно време има голем интерес на младите во Македонија кај што сакаат да се занимаваат и да ги изучуваат овие традиционални инструменти, за разлика од тоа кога јас бев средношколец па и студент, можеби не беше толку голема застапеноста на изучувањата. Тогаш почна некоја еуфорија уште од тој период.
сега има голем интерес, има млади, има доста деца кои што ги изучуваат овие традиционални инструменти во културно-уметничките друштва, кај нас во насоката за традиционален играч и пеач во музичкото средно училиште, исто така и во Штип. Еве сега се отвори нова насока и во основното училиште, во средното музичко училиште во Битола. Така да можам да со гордост да кажам дека е застапено доста, има голем интерес. Имаше и една народна поговорка поврзана со кавалот, односно свирката, како што милувале нашите стари да ја нарекуваат. Како одеше од секоја врба, бива ли свирка? Да, од секоја врба не бива свирка, така е. Па добро, тоа е една народна поговорка, добро кажавте, каде што точно од секое дрво не може да се направи кавал, се знае кавалот се изработува од јасен. Исто така и од секој човек можеби не може да биде свирач или инструменталист. Меѓутоа, добро е кажано, од секоја врба нема свирче. Саше, посакувам и натаму со многу љубов да ја негувате македонската традиционална песна и да ги свирите вашите омилени кавали. Да, благодарам што ова попладне бевте гостин во емисијата во живо. Благодарам уште еднаш за поканата, Лидија, и да се видиме пак за некоја добра и убава прилика. Поздрав до гледачите.